Измените на кривичниот законник кои поминаа во собранието се речиси идентични со оние во ВОР документот од УСБ-то, што било доставено до Али Ахмети, Талат Џафери и трета страна, тврди потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Николовски вели дека Никола Груевски со месеци наназад имал интензивна комуникација со ДУИ, имал контакти и со СДСМ. Николовски во интервју за 360 степени го прашува поранишниот председател на партијата зошто преговарал со власта и луѓе од врвот на безбедносните структури во Македонија. Ова е тоа фамозно USB стикче на кое што ги има измените, а измените ќе ви ги оставам. Ако ви прочитате измените на кривичниот законник, кои што се доставувани минатата година. Ова за што зборувате е содржина од УСБ-то? Да. Значи, овие измени се доставувани до Али Ахмети, Талат Џафери и трета адреса. Од кого? Од страна на поранешниот председател на ВМРО ДПМН. Во однос на УСБ-то, Николовски вели дека со дигитална форензика јасно може да се провери кој е автор и од која IP адреса е пратен документот со законските измени. Има на ова USB јасна трага кој е креатор на текстот, оние кои што се поупатени во компјутерите знаат како се остава трага и таа трага е оставена на ова Може USB. јас мојот компјутер да го крстам Никола Груевски? Не можете, има IP адреси и така натака. Не се прави тоа така. Тоа е едното. Второто, самото тоа што овој текст, а ние овој текст го имавме пред да се случат измените на кривичниот законник, скоро целосно одговара на тоа што помина како измени во кривичниот законник, јасно говори дека или имало комуникација, или исто се размислувало. Помалку од 1 час по интервјуто на Александар Николовски, поранишниот партиски лидер Никола Груевски побара директно вклучување преку порталот Инфомакс. Во него демантираше дека имал било каква комуникација со СДСМ и ДУИ. Не постои такво нешто. USB може да направи секој. Можам јас да ја направам за 15 минути. Може било кој човек да направи за 15 минути и да каже ова е USB-то што го прати Груевски и така. Тоа се некои удбашки методи, некои работи што сум изненаден што ги гледам од луѓето со кои што толку многу години соработував. Додека траеше директното вклучување на Груевски, Александар Трајковски, кој пред 5 години беше фотографиран во Будимпешта со поранишниот премиер, преку Facebook упати директни прашања до него. Дали тоа што го кажуваш во емисијата можеш да ми го кажеш и на мене, гледајќи ме во очи? Дали, Никола, можеш да негираш дека од мене бараше да направам средба со представници од власта на кои ќе зборуваме за измени на кривичниот законник? Спикерот Талат Џафери добил USB со документи со измени на кривичниот законник, но вели не од поранишниот премиер Никола Груевски, туку од предлагачот на законските измени, односно од владата. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пак во телевизиско интервју рече дека изминативе неколку години имало неколку тајни средби помеѓу него, Зоран Заев и Никола Груевски. По ова партијата се дообјаснуваше дека разговорите биле во врска со Пржинскиот договор за надминување на состојбите преку, како што додаваат од ДУИ, процесот на вистината и помирувањето. Председателот Стево Пендаровски пак призна дека од него се барало да го помилува екс-премиерот, но не кажа кој и зошто го правел тоа.